Груба политизација со апсурдни и бесмислени напади упатени кон Уставниот суд. Вака првиот човек на Уставен, Дарко Костадиновски, го оцени протестот организиран од ДУИ поради преименувањето на улиците во Тетово, кои беа укинати со одлука на судот. Порача дека ваквите протести се насочени против владењето на правото, а нападите од партиите за работата на судот, кои како што посочи Костадиновски траат од почетокот на неговиот мандат, ги смета за комплименти. Вели дека тие се доказ дека Уставен добро си ја врши работата. Порача дека судот ја донел одлуката за преименувањето на улиците во законски пропишана постапка. Што е политичка одлука? Да речеме во Рете одлуката на општина Тетово. Па ние утре имаме 80 држави во државава. 80 општини ќе речат Уставниот суд има пракса, он вика не треба законски те услови да бидат исполнети за улиците и во град и училиштата и во град Скопје и во Чаир. Како тогаш Уставниот суд рекол не поведува постапка. Зашто? Затоа што е запазена законската процедура. Тогаш што сум бил проалбанец? На еден од тие предмети ја бев судија известител. Што бев тогаш проалбанец, ама сега за Тетово сум антиалбанец. Уставниот суд, како што најави Костадиновски, наскоро ќе разгледа иницијативата за намалените плати на јавните обвинители. Според него, нивните примања треба да бидат усогласени со нивниот статус, обврска и должности. А за ниската доверба во правосудството, Костадиновски прстот го впери во дел од обвинителите и судиите, но и во извршната власт и нејзината, како што рече, супериорна надмоќ над другите власти, како и во ниската политичка култура. Мој личен став е, не кажувам за судот, мој личен, како Дарко Костадиновски е, дека со децении наназад во оваа држава сме имале супер надмоќ на извршната власт врз сите други власти. И таа аномалија, која веќе имаме децении, со децении, нус продуктите од таа аномалија ги сведочиме денес. За начините на зајакнување на довербата во правосудството ќе се разговара и на меѓународна конференција на Балканскиот форум на уставни судии, со кој во изминатата година председава Македонскиот уставен суд, а на која ќе бидат споделени искуствата од над 30 земји.